Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. А Исус му нареди на народот: посветете се за утре, затоа што утре Господ ќе направи чуда меѓу вас. Постои една комична досетка која вели: преселувањето 3 пати е лошо како пожар. И секој што го пакувал својот имот повеќе од 2 пати во дадена година, мрморел кажувајќи работи како што се. Зошто воопшто го чувам ова? Сепак, ги чуваме старите работи, за случај да ни затребаат еден ден. Добро е што погребните облекла немаат жебови, што погребните возила не се проследени со приколки или комбиња, бидејќи, доколку би било можно, како и египтјаните кои ги закопувале своите мртви заедно со имот за задгробниот живот, и ние би се обиделе да земеме се со нас. Размислував за загубеното значење на преминувањето на реката Јордан, кога огромната војска на мажи и жени, зајакнати од неподносливата жештина и врелиот песок на Негев, конечно биле поставени на источната страна на Јордан, гледајќи на тесната лента на калливата вода која ги делела од Ханаан. За ова можете да прочитате во Исус Навин, 3 и 4 глава во нашиот Стар Завет. Исус Навин, оној што го наследил Мојсей, им рекол: сега вие и сите овие луѓе подгответе се да ја преминете реката Јордан. 3 дена подоцна настапил часот на маршот. Вечерта на тој значаен ден, Исус Навин им дал понатамошни упатства. Посветете се, рече тој, затоа што утре Господ ќе направи чуда меѓу вас. Исус Навин, 3 глава, 5 стих. Точно е дека од генерација на генерација значењето на зборот се менува. Се чини дека зборовите, идиомите и фразите го губат своето значење и се плашам дека тоа е дел од она што придонесува за нашето незнаење, за она што Исус Навин го мислел кога кажал: посветете се. Дали тоа значеше бргу, завршете со вашето миење, или дами, средете ја косата и погрижете се за вашите ногти да бидат бојадисани. Време е за забава. Не. Постојат 2 духовни концепти кои се блиску еден до друг, но сепак се различни. Едниот е посветување, а другиот посветеност. Вториот, посветеност, е нешто што го правите како чин на волјата. Ние велиме: овој бизнисмен е навистина посветен на неговата работа. Со тоа мислиме дека тој навистина се насочил кон она што го прави. Нема ништо погрешно во тоа, но што е посветување и кој го прави? Посветувањето е она што го правите додека се подготвувате духовно за нешто што Бог сака да го направи. Тоа е како префрлување на собственоста на вашиот имот на самиот Бог, сваќајќи дека тој веќе го поседува, но сака да го искористи за радосна прослава. Тие размислувале за целата оваа работа 3 дена. Заборавете ги тие 3 дена. Обидете се да одвоите 3 часа за духовно размислување и видете што ќе се случи. Сепак, постои вредност во запирање на она што го правите за да се посветите на духовно размислување, внатрешно прочистување и морално чистење на куќата. Зафатеноста стана проклетство на нашето време, каде што гласот на Бог станал надвладеен од бучавата и динамиката на сообраќајот, звонењето на телефоните и сигналот на пејџери, а да не зборуваме за бучавата на гласовите, од кои многу се оправдани, но сите тие го одвлекуваат вниманието од Бог и нашиот однос со Него. Не постои начин да се знае дали некои од луѓето зажалиле за одлуката да преминат преку Јордан, но можам да ви кажам дека со сигурност тоа било радосно искуство за оние кои се посветиле себе си на она што било пред нив, бидејќи тие му го довериле на Бог она што следело, на оној кој чекорел пред нив и ја разделил водата на Јордан. Посветувањето се уште им претходи на прекрасните, чудесни работи кои Бог ги планира за утре. Што току го слушнавте доктор Харолд Сала во овој коментар за животот.